На средината сме на летото, може ли да се направи една споредба на состојбата кога се пожарите во прашање? Како е годинава споредено со 2024 на територијата на шумско стопанство Бабуна, општиот впечаток е дека не е така како што беше лани. Точно е? Точно е, да, тоа е точно. Споредбено со ланската година и оваа година на територијата со која што управува подружница шумско стопанство Бабуна од Велес, оваа година е многу помирна. Заслуга за тоа се временските услови. Претежно сега, последнава недела, каде што го локализираа пожарот во Богомила. И уште еден таков пожар кој што го имавме минатиот месец на општина Велес, на територијата на селата Иванковци, Џедимирци и Крушија. За разлика од лани, каде што во овој период имаше премногу шумски пожари и тоа на голема територија. Претежно лани беа кон општина Чашка, беа селата Габровник, Мокрени, Ораовдол, Степанци, значи цел Мукос, Јасенова глава. Лани зборувавме, пишувавме всушност, дека тоа е фактички најквалитетната шума која што има на нашата територија или територијата на двете општини Велес и Чашка. Ова што сега се случува со годинешните пожари или единствениот поголем, повторно е на истата територија, повторно гори и квалитетна шума? Значи, квалитетна шума секаде има. Има секоја шума на свој начин се е квалитетна. Оваа година гореше ниско стеблена шума. Прво кажувам за пожарот во околу селата Џедимирци, Круши и Иванковци. Тоа е ниско стеблена шума и таму можем да кажем дека 80% е во приватна собственост, 20% само правува подружница Бабуна Велес. Богомила, последниот шумски пожар, таму почна од самото село. Има горено ниска трева, шума во приватна собственост и околу 50 хектари шума во државна собственост. За среќа, пак ќе кажам, со брзата интервенција на шумското, на ТПП Велес, на самите мештани од Богомила, пожарот се локализира и пред се морам да се заблагодарам до Центарот за управување со кризи, кризниот штаб од Скопје, кој што секогаш ни излегуваат во сусрет и ни пуштаат помош од воздух и пинцгауерите, војската, така да се локализираше пожарот. Само тие 50 хектари или беа 50 хектари тие беа во државна собственост, а другото беше надвор од шумско-стопанска единица, мислам поточно, надвор од територија со која што управува подружница Бабуна Велес. Генерално, можеме да направиме споредба на изгорена површина во текот на оваа година и минатата година? Се уште е рано да се зборува за точно со податоци да се излегува за оваа година колку е изгорено, тоа треба да помине некој одреден период, точно да се види, да се помине цел пожар, и точно да се направи една анализа за ланската и за оваа година, но до сега, пак ќе повторам дека процентот на изгорена површина е многу помал во однос на ланската година.